Министерката за финансии Нина Ангеловска тврди дека домашната платежна картичка е инјекција од 28 милиони евра за домашното стопанство. Покрај поддршката кон граѓаните, оваа мерка ќе действува како катализатор на економската активност и ќе придонесе за намалување на ударот од COVID-19 кризата. Колку очекуваме оваа мерка да влијае точно, кој е ефектот, и ако погледнеме во третиот квартал, согласно проектираниот БДП пад од минус 3,4% на годишно ниво во основното сценарио, во третиот квартал зборуваме за проектиран пад од околу 2,7%. Со направена симулација, ако овие 28 милиони евра се влијат во економијата точно како што е наменато во тие сектори на домашни производи и услуги, ние можеме да го облажиме и очекуваме да биде облажен падот од 0,7 до 0,9% поени. Тоа е првата причина, вели министерката, и додава дека компаративно е ако погледнеме и какви мерки превземаат и останатите земји. Сите земји преземаат мерки точно за стимулирање и потекнување на приватната потрошувачка во фаза на реотварање и враќање на довербата кај граѓаните во тоа се објекти кои што беа затворени, кои што нема никаква економска активност. И овие земји на свој начин ја спроведуваат мерката со давање поддршка на граѓаните за големување на потрошувачката. Значи може да ги погледнеме Австрија, Словенија, Кина, Америка, најразлични примери кои што имплементирале вакви мерки на свој начин. Инаку вчера министерката Ангеловска соопшти дека се персонализирани и испечатени над 250.000 картички, а до крајот на неделата да се испечатат сите картички предвидени со иницијалната листа.